Очи во очи со пламените јазици преку целата година. Спасување на луѓе од поплави и извлекување на заглавени граѓани од лифтови и повредени од сообраќајни несреќи. Ова се само дел од предизвиците со кои постојано се соочуваат македонските херои пожарникарите. Луѓето на кои најважно им е да спасат човечки живот. Нивните денови се непредвидливи, а една од клучните работи пред заминување на терен е брзината и храброста која ја носат со себе. Пожарникарството, како и спортот, е тимска работа, каде сите мора да си помагаат. Ова најдобро на своја кожа го почувствувал Дарко Ангеловски Шаби, одбојкар кој повеќе од 10 години ги брани боите на нашата репрезентација, а веќе 4 години е вклучен и во пожарникарската професија. Вели дека му се исполнила намнешната желба да влезе во оган и да помага на луѓето. Додава да се биде пожарникар е голема чест, но и одговорност пред државата. Видовте и возилото како е све опремено, премата е многу потешка за разлика од дресот што се носи на терени. Едно е да тапкаш топка, друго е да се спротивставаш со оганот. Желбата е исполнета, исто тимскиот дух е тука како во одбојката, но тука е многу поразлично заедно со колегите што сме, секој си го чуваме грбот. 2025 година беше една од најтешките години за пожарникарите од земјава. Дел од нив велат дека посебен предизвик биле пожарите во урбаните средини, каде предпазливоста треба да биде на највисоко ниво. Во еден влез кога ќе доеш еден пожар да имаш, самиот чат што доаѓа малце е потешко за работа. Со специјална камера си иде да се детектира каде е пожарот, да се пуштат линии, да почне да се гаси пожарот. И работата е што сепак не се знае ни на кој спрат ќе биде, ни на како ќе биде, сепак имаме во урбани пожари, како што се во згради. Пример, луѓе во оставаат, затвараат пожарникарски скали, си прават тераси на гелендерите, заклучуваат секакви точаци што ни отежнува нас работата. Едно маче кога се качине на тополе, дури да го симнеме, мачето дојде се мазеше со нас, да ти кажам, тоа исплачано горе на тополата беше. 30-тината пожарникари од територијалната противпожарна единица Скопје се водени од искусниот командар Боби Велјановски, кој 31 година е во оваа професија. Во кариерата вели дека поминал низ секакви мигови, од страшни шумски пожари до критични ситуации во урбана средина. Најголема пречка според него се несоодветно паркираните возила и лошата инфраструктура. Поготово во населба Аеродром проблем се паркираните возила пред згради. Голем проблем. Во населба Центар исто. Да не зборуваме за раскрстниците кои што ја имаат таа што имаат проточна моќ. Меѓутоа, секогаш наоѓаме начин како најбрзо да стигнеме до местото на пожарот. И сега за сега се тоа не успева. На еден пожар во стан во Аеродром. Колегите при гасење на пожарот најдоа поголема сума на пари. У истиот момент кога ја наоѓаат поголемата сума на пари, ми се јавуваат на телефон да ми кажат што им се случило, затоа што јас не бев таму. Со треперлив глас ми го кажа. Веднаш алармирав, немаше полициски службеник на лице место, дојде полицискиот службеник, дошле собствениците на станот. Сумата пари ми е предадена до последниот ден. Еден од најгорливите проблеми во земјава е недостигот на пожарникари. Па така, ако во град Скопје е предвидено да има 400 пожарникари, во моментов има околу 200. Сепак, според Велјановски, поголем проблем е опремата со која работат и која мора почесто да се тестира. Поголемиот проблем во моментот во државата, во градот Скопје, е недостигот на пожарникари, како една од главните работи. Вториот проблем, кој што јас би го навел, е потребна државна интервенција во делот на набавката на клучна опрема, во делот на камиони, затоа што самите гледате у каква ситуација е возниот парк на противпожарните единици во целата држава, не само во градот Скопје. Личната заштитна опрема ја добива пожарникарот и може да ја користи 30 години. Значи, таа не треба да се менува на секој трета, втора, пета, 10 година. Меѓутоа, на секоја втора година, таа треба да биде контролирана. Значи, треба да биде реатестирана. Нивните желби за новата година се да имаат помалку причини за интервенции, но и за јакнување на капацитетите и силите за што подобро да се вршат својата работа.